Почнуваме со урбани вести и добро дојдовте. Скопјани ова лето ќе може да уживаат на зелениот покрив на градскиот трговски центар. Градоначалникот Шилегов најави повеќе забавни содржини кои ќе бидат привлечни за граѓаните. Ова е веста на денот, а во продолжение следуваат и другите наслови за денеска. Ова лето скопјани ќе уживаат на зелениот покрив на ГТЦ. Малолетници запалиле гуми во населеното место Гоце Делчев во Газибаба. Исчистени црните точки во Скопје се повторно мета на несовесните граѓани. Комунална хигиена најавува миење на скопските улици. Нови 2 пункта за електричен и електронски отпад. Ова лето скопјани ќе имаат можност да уживаат во зелениот покрив на градскиот трговски центар. Проектот на град Скопје и UNDP стартува наскоро, а се очекува летото да биде завршен. На површина од 1800 метри квадратни ќе бидат засадени над 29 висококвалитетни повеќегодишни дрвја, а ќе има забавни содржини, една летна сцена и кафетерија. На површина од 1800 метри квадратни, градскиот трговски центар во Скопје ќе добие зелен покрив. Овој проект, кој е финансиран од град Скопје, а е направен врз основа на меморандумот за соработка меѓу UNDP и градот, е во рамки на програмата Отпорно Скопје и ќе чини над 30 милиони денари. На покривот ќе бидат засадени 29 висококвалитетни дрвја и повеќе од 30 други видови садници. Ќе бидат поставени неколку водени зони во форма на фонтани и базени, монтажна бина, партерно шаховско поле, кафе-бар, како и модерна урбана опрема од клупи, корпи за отпадоци и паркинзи за велосипеди. Градскиот трговски центар е еден од символите на нашиот град. Вие знаете, веќе ја пуштивме ПСК, направивме еден зид на графити, нешто што досега сме го немале. Овдека го започнуваме зелениот кров со цел овој објект кој што го заштитивме од барокот, а кој што е символ на нашиот град, да добие што е можно поголема душа, да добие што е можно повеќе атрактивни содржини, за да стане повторно едно од главните свратилишта на скопјани. Овој зелен кров значи дека ова место повеќе нема да биде едно од најтоплите места од Скопје, напротив, така ќе влијаеме на намалување на температурата глобална во нашиот град и од место кое што луѓето го избегнувале или не го ставале на својата мапа, ќе го направиме едно прекрасно катче во кое што заеднички ќе можеме да трошиме моменти од нашите животи. Постојниот представник на UNDP појасни дека ова е нова технологија со што се дава осврт на новите опасности од климатските промени, односно топлотните бранови со кои Скопје е загрозено. Таа напомена дека е интересен фактот што летно време, кога температурата на градскиот плоштад е 27 степени, покривот на градскиот трговски центар е 37 целзиусови степени, што значи дека за 10 степени е повисока температурата. И додаде дека ова е еден проект со кој треба да се зголеми отпорноста на градот од климатските промени. Ова е нова технологија со која што се дава осврт на новите опасности од климатските промени, а тоа се топлотните бранови под кои што е загрозено Скопје. Скорешното топлинско мапирање посочи дека оваа зграда е една од најжешките, најтоплите точки во центарот на Скопје. Во оваа фаза, заради материјалните можности на градот Скопје, ќе се прави зелен покрив само на делот од покривот што гледа кон градскиот плоштад. Постапката за избор на изведувачи ја спроведе UNDP, а е избран конзорциум од неколку градежни фирми, затоа што станува збор за комплексна градежна активност. По пријава од граѓани на дежурниот телефонски број 193, дежурната екипа на инспекторатот на град Скопје се упатила кон местноста Гоце Делчев во општина Газибаба, каде биле забележани малолетни лица кои палат гуми. Како што информираат од инспекторатот, по пристигнувањето на екипите на терен, малолетните лица избегале. На терен била повикана противпожарната бригада, која со брзата интервенција успеала да го локализира огнот.
Во населеното место Гоце Делчев во општина Газибаба малолетни лица запалиле гуми и предизвикале оган, а од изјавите од локалното население се чувствувала многу лоша миризба. Според информациите од инспекторатот на град Скопје по пријава од граѓаните на дежурниот телефонски број 193, дежурната екипа на инспекторатот на град Скопје веднаш се упатила кон местноста Гоце Делчев. Како што информираат оттаму, на лице место биле забележани малолетни лица кои палат гуми, каде што веднаш била повикана противпожарна бригада која го локализирала огнот. Од инспекторатот на град Скопје за Прваскопска информира дека при пристигнувањето на инспекторите на терен, малолетните лица кои биле на возраст од 12 до 13 години веднаш избегале, а инспекторите на терен извршиле испитување на жителите од околните куќи за пронаоѓање на децата, но обидот бил безуспешен. Од инспекторатот апелираа до граѓаните доколку се забележи палење на отворен простор, веднаш да биде пријавено на бројот 193, за да можат екипите веднаш да реагираат. Јавното предпријатие Комунална хигиена во изминатиот период спроведе акции за чистење на црните точки во градот. Се чистеше во повеќе општини, а денеска акција беше спроведена на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Но се поставува прашањето дали локациите кои досега се исчистени во рамките на овие акции остануваат чисти и како да се реши проблемот со неправилното одлагање на отпадот. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје продолжува со чистење на црните точки во главниот град. Денеска екипите на предпријатието почнаа акција за чистење на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, чиј почеток го означија директорот Абдусаме Чабани, градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ и директорката на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања професор доктор Бојана Наумовска. Професорката Наумовска во рамките на акцијата нагласи дека прашањето за неправилното одлагање на отпадот во Скопје е повеќе деценинско и неговото решавање бара комплексен пристап. Таа посочи дека потребни се научни истражувања за причините на несовесното однесување на граѓаните, но и казнени мерки. Значи пред преземање на било какви посериозни мерки и креирање на политики, сметаме дека би требало да знаеме со каков проблем треба да се справиме. Значи појавата ја имаме, тоа е ѓубрето на секаде околу нас, меѓутоа пристапот ќе биде многу различен доколку знаеме која е причината за појавата на толку многу ѓубре. Понатаму секако станува, значи треба да се имаат во предвид и казнените политики, казнените мерки, колку често истите се изрекуваат, запознаеноста на граѓаните со тоа што кршат и колку тоа би ги чинело кога би го правеле, меѓутоа сепак сметаме дека за решавање на вакво сериозно прашање треба посериозен пристап. Може да потрошиме многу пари и да не дојдеме до целта, меѓутоа ако знаеме што е причината за појавата, тогаш со многу помалку средства би ја постигнале истата. Јавното предпријатие Комунална хигиена во изминатиот период спроведе повеќе акции за чистење на црните точки во градот, а надлежните постојано упатуваат апел до граѓаните правилно да го одлагаат отпадот и да не создаваат диви депонии. Но некако овие апели не стигнуваат до одредени граѓани. Локациите каде се чистеше повторно се затрупани со отпад. Една од ваквите локации е дивата депонија кај Пластичарска, која пред само една недела беше комплетно исчистена, а нашата камера денеска забележа хаос. Се наоѓаме пред игралиштето на Пластичарска улица, место каде што често се создава дива депонија. Пред само една недела јавното предпријатие Комунална хигиена својата акција за чистење диви депонии ја започна токму од тука. Екипите на Комунална хигиена го исчистија просторот, но само по една недела повторно се создава дива депонија на оваа локација. Директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Абдусаме Чабани пред камерата на Прваскопска рече дека решението на овој проблем го гледа во инспекторатот на град Скопје со казнување на несовесните граѓани кои постојано создаваат диви депонии на локациите каде во изминатите денови се чистеше. Лично разговарав и со инспекторатот на градот Скопје и со инспекторатот на општина Чаир, веќе таму да почнуваат и да казнуваат, бидејќи секој ден на таа локација ние чистиме, а не е наша обврска. Затоа ќе побараме од надлежните институции веќе да почнуваат и да казнуваат. И барам од нив и апелирам од нив веќе
и до граѓаните, но и до институциите кои што конкретно до инспекторатот веќе да почнуваат и да казнуваат. Шабани додаде дека во текот на 2018 година екопатролата има направено 1800 записници на граѓани кои биле затекнати на лице место како неправилно одлагаат отпад, но овие мерки се само од едукативен карактер и не се однесуваат на казнување. Во изминатиот период јавното претпријатие Комунална хигиена спроведе акции за чистење во повеќе образовни институции. Беше исчистен дворот на студентскиот дом Пелагонија и заводот за згрижување Ранка Милановиќ. Градоначалникот Саша Богдановиќ ја поздрави акцијата на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје и изрази надеж дека овие активности ќе резултираат со почиста животна околина. Од денеска до 23 овој месец ќе се спроведе машинско миење со автоцистерни на булеварите и поголемите улици во Скопје. Како што соопштија од јавното претпријатие Комунална хигиена, миењето на улиците ќе се одвива во утринските часови и ќе ја опфати територијата на сите скопски општини. Јавното претпријатие Комунална хигиена од денеска до 23 овој месец ќе спроведе машинско миење со автоцистерни на булеварите и поголемите улици во Скопје. Миењето, како што информираат од јавното претпријатие Комунална хигиена, ќе се одвива во утринските часови и ќе ја опфати територијата на сите скопски општини. Акцијата е со цел подобрување на нивото на хигиената и чистотата на јавните градски површини, а ќе се реализира благодарение на најавените поволни временски услови. Според програмата за работа, јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје стандардно спроведува машинско миење со автоцистерни само во периодот од април до октомври. Отворени се два нови собирни пункта за електричниот и електронскиот отпад на територијата на општина Карпош. На овие две нови локации граѓаните ќе можат правилно да го одложуваат овој вид отпад, а со тоа и ќе придонесат за заштита на животната средина. Општина Карпош во соработка со колективниот постапувач Елколек продолжува со унапредување на начините за правилно управување со електричниот и електронскиот отпад. Како што соопштија од општината, отворени се два нови собирни пункта со цел правилно да се одложува секој вид отпад и да се заштити животната средина. Првата локација е во кругот на Центарот за селекција на отпад и претоварна станица на Комунална хигиена Скопје, која се наоѓа веднаш позади бензинската пумпа на Макпетрол на булеварот Илинден во Карпош 3. Втората локација е кај просториите на урбаната заедница Влае 2, веднаш до спортските терени кај мостот Обединените нации во населбата Влае. Од општината велат дека локалната самоуправа ги интензивира активностите и мерките за заштита на околината и за намалување на загадувањето од сите аспекти. Нова улица кај висококатниците во аеродром. Паркинзи на општина Центар воведува промени во начинот на користење на резидентните паркиралишта. Филмот Медена земја со затворена домашна проекција на 12 и 13 март. Без струја утре делови од повеќе скопски општини. Во општина Аеродром се гради нова улица кај висококатниците. Според информациите од општината досега се изведени околу 250 метри, а град Скопје треба да обезбеди влез од булеварот Србија. Оваа улица се очекува дополнително да го растовари сообраќајот во овој дел на општина Аеродром. Жителите кои живеат кај висококатниците во Аеродром ќе добијат нова улица. Од општината информираа дека почната е изградба на нова улица и ќе го носи името Ново проектирана 3. Како што информираат од општина Аеродром, досега се изведени околу 250 метри, а град Скопје треба да обезбеди влез од булеварот Србија. Улицата е широка 12 метри, има 4 ленти и тротоари од двете страни со широчина од по 2 метра. Исто така изведени се фекална и атмосферска канализација, како и улично осветлување. Оваа улица се очекува дополнително да го растовари сообраќајот во тој дел од општина Аеродром.
Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар воведува ред во паркирањето на резидентните паркиралишта со кои стопанисува предпријатието. Од сега тие ќе бидат наменети само за станарите кои живеат во тоа подрачје. Како што информираат од ПОЦ, промените се воведуваат со цел да им се овозможи на жителите непречено да ги користат резидентните зони исклучиво за сопствени потреби. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар воведува промени во начинот на користење на резидентните паркиралишта со кои стопанисува, односно од сега тие ќе бидат наменети само за станарите кои живеат во тоа подрачје. Од ПОЦ појаснуваат дека промените се воведуваат со цел да им се овозможи на жителите на општина Центар непречено да ги користат резидентните зони исклучиво за сопствени потреби. Со овие промени ќе се воведе ред во паркирањето на резидентните паркиралишта со кои стопанисува предпријатието со цел ослободување на тротоарите, пешачките зони и јавните површини од непрописно паркирани возила. Во наредните 2 месеца, контролори на ПОЦ ќе ги опоменуваат сите возила што ќе бидат затекнати на резидентно паркиралиште или резидентна улица, а не се корисници резиденти на секторот каде се паркирани. А од 10 април, оние кои ќе постапуваат спротивно ќе бидат санкционирани со поставување механичко средство блокатор или ќе бидат отстранети со специјално возило пајак. Документарниот филм Медена земја на Љубомир Стефанов и Тамара Кутевска, кој освои 3 награди на најголемиот американски фестивал на независен филм Санденс, првата затворена домашна проекција ќе биде на 13 и 12 март во Кино Милениум, а за пошироката јавност ќе биде прикажан на фестивалот Македокс. По постигнатиот успех на документарниот филм Медена земја на фестивалот Санденс, каде освои 3 награди, првата затворена домашна проекција ќе биде на 12 и 13 март во Кино Милениум, а за пошироката јавност ќе биде прикажан на фестивалот Македокс. Целта на филмот е јакнење на свеста за зачувување на природата и фер искористување на природните ресурси. Фирмата што не застапува успеа да склучи договор со огромната компанија за дистрибуција на филм во Северна Америка, Неон, што се обврза да го дистрибуира филмот во кината низ цела Америка. Во договорот стои дека ќе имаме проекција во барем 15 градови, а бројката може да достигне до 30 градови и верувам дека ќе имаме милионска кинопублика, посочи Атанас Георгиев, продуцент и монтажер на Медена земја на пресконференција. Очекува наскоро да има резултати за кинодистрибуција и во Европа, што е, како што кажа, доста значајно за еден документарен филм. Филмот доби награди за најдобар документарен филм, најдобра кинематографија и специјално признание од жирито за влијание за промена. За пораката што сака да ја испрати овој филм, режисерката Тамара Котевска појасни дека проектот кој почнал како истражување на почетокот требало да биде краток документарец за зачувување на природата околу реката Брегалница, прераснал во вистинска човечка приказна што носи силна порака. Медена земја е филм снимен во распон од 3 години. Раскажува приказна за последната жена одгледувач на диви пчели во Европа, која се обидува да ги спаси пчелите и природниот баланс во природата, кога семејството на номадски пчелари се населува на незината земја и ја загрозува екзистенцијата. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Центар, Киселавода, Ѓорче Петров, Газибаба, Студеничани, Сопиште, Чучер, Сандево и Карпош. Во општина Центар утре од 8 до 11 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од улицата Јордан Хаџи Константинов Джинот. Од 8:30 до 9:30 од стамбениот комплекс Парк Резиденс во Градски парк, а од 12 до 14 часот и 30 минути корисниците од улица Ристо Шишков број 31, информира Регионалниот центар за управување со кризи, според известување од Ева на Македонија. Од таму со
соопштуваа дека утре од 8 часот и 30 минути до 14 часот и 30 минути ќе немаат струја и корисниците од улица Томе Арсовски, делот зад кинеската амбасада во општина Киселавода. Од 9 до 11 часот од село Волково, улица 95 и улиците од соседството во општина Ѓорче Петров. Од 9 до 13 часот корисниците од село Јорумлери, улица 10 во општина Газибаба, а од 9 до 15 часот корисниците од село Батинци, улиците 1, 4 и 6 во општина Студеничани. Прекин во снабдувањето со струја утре од 9 до 12 часот ќе има и за корисниците од целата Патишка река, Елово, Црн врв, Малчиште, Осичани, Јаболци, Нова Брезница, ловиштето Јасен и ХПП Хидро во село Патишка река во општина Сопиште. Од 10 до 12 часот корисниците од селата Мирковци, Љубанци, Кучевиште, Побожје, Бродец, Малино, Брест и Танушевци во општина Чучер Сандево, а од 11 до 14 часот и 30 минути корисниците од улица Варшавска број 38 и соседните броеви во општина Карпош. Охридскиот регион станува пионер во државата во воведување на побезбеден систем при движење на планина. Денеска беше промовиран бројот 13112 за СОС Повици кон Планинската спасителска служба. Воспоставувањето на посебен скратен број за СОС Повици во случај на планински несреќи е дел од проектот Регионот Охридско езеро, безбедна дестинација за авантуристички туризам, финансиран од Европската Унија, а кој го спроведува Црвен крст Охрид. Воспоставувањето на телефонски број за СОС Повици во случај на планинска несреќа е нов почеток за развој на планинарството како рекреативен спорт од една страна и развој на планинскиот и алтернативниот туризам како сериозна стопанска гранка од друга страна. Воведувањето на СОС бројот е суштински дел од проектот Регион Охридско езеро, безбедна дестинација за авантуристички туризам и покрива 5 општини: Охрид, Струга, Ресен, Деберца и Вевчани, каде на повик спасителната служба ќе одговори во разумно време. Особено се гордееме бидејќи за прв пат во Македонија се воведува ваква пракса на скратен телефонски број кој што ќе може да го повикуваат граѓаните од сите мобилни и фиксни оператори без префикси, едноставно и брзо да повикаат помош во случај на несреќи на планина. Тоа е главната цел, значи она што можам да го најавам како што следува понатаму во рамки на имплементација на овој проект е во моментов, значи, се во тек градежните работи за оформување на центарот за спасување на вода, каде ќе сместени тренинг центарот и оперативниот центар. Раководителот на Планинската спасителна служба Антонио Додовски истакна дека при крај изработка на студијата за финансиска одржливост на овој проект, како и концептот за организацијска поставеност на службата, кои треба да бидат готови за 1 месец. Председателот на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид, Сашо Точков, пак кажа дека сите оние кои што сакаат да уживаат во убавините на планината, сега ќе може тоа да го направат без да стравуваат за својата безбедност. Она што Црвен крст тежне наназад години, тоа беше да овој единствен број СОС број ги вклучи и останатите служби кои што действуваат во наши рамки, а тоа се службата за безбедност на вода, која што е најактивна во летниот период, но која што навистина може да функционира и да даде свој придонес за безбедноста на Охридското езеро и во текот на целата година, но и делот на обуката и дејствувањето на парамедиците, кои што исто така како една новина го започнавме уште во 2015 година со Националниот здравствен сервис од Холандија, каде што стоиме на располагање со нашите служби. Вршителот на должност, градоначалник на општина Охрид Константин Георгиевски, истакна дека Охрид може високо да се позиционира на светската туристичка мапа, доколку туристички пулсира во текот на целата година. Тој потенцира дека нема сериозен развој на планинскиот алтернативниот туризам без големување на безбедноста при движење во планина, бидејќи бевме сведоци на неколку немили настани изминатите години на македонските планини. Мене ми е посебно задоволство што уште еден пат дечките од Планинската спасителна служба, поддржани од Црвениот крст од Охрид, се пионери во уште еден проект.
И исто така можам да најавам дека пред месец или месец и пол имав ја средба, можда знаете, можда не, со директорот на Центарот за управување со кризи Агрон Буџаку, и тие се во фаза на имплементација на единствен SOS број кој што ќе ги интегрира сите итни служби во Република Македонија, за кој што има добиено грант. Ќе има еден центар во Скопје и 8 градови низ Македонија, еден од тие градови ќе биде Охрид. Националниот центар ќе биде сместен во просториите од некогашната касарна, кога истиот ќе почне да функционира, ќе биде трнат префиксот 13. Овој национален проект, финансиран исто така со средства од Европската Унија, се очекува да започне да функционира до летото 2020. Денеска во Македонија имавме сончево и топло време со слаб јужен ветер. Во Скопје слично време, сончево со слаб јужен ветер. Метеоролозите најавуваат дека до четврток ќе се задржи претежно сончево и потопло време. В петок се очекува зголемување на облачноста со локални врнежи од дожд, а на планините од снег. В сабота ќе дува засилен северен ветер, наместа ќе има слабо провејување на снег. За време на викендот ќе имаме и значително опаѓање на дневната температура. Денеска имавме температура од 16 степени, утре ќе достигне до 15 степен. В четврток температурата ќе се движи од 1 до 14 степени, петок од -1 до 12 и в недела од -5 до 4 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе вести, повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.